Честите дефекти на семафорите создаваат сериозен сообраќаен метеж и ја загрозуваат безбедноста на учесниците во сообраќајот. Без разлика дали станува збор за физички оштетување на семафорите како последица од сообраќајни незгоди, застарена опрема, прекини во електричната мрежа заради временски непогоди или пак намерно оштетени од несовесни граѓани, надлежните служби би требало навремено да ги санираат дефектите, реагираат граѓаните. Во Куманово подолг временски период не работат семафорите на булеварот Октомвриска револуција кај Реонското пазарче. За отстранување на дефектите треба да се одвојат дополнителни средства од буџетот, велат од општина Куманово. Во рамки на временската непогода која што го зафати градот, најпрво сакам да изразам општо задоволство од брзата интервенција на екипите на јавните претпријатии и противпожарната единица, каде што во рок од 12, а потоа 24 часа беа санирани сите последици и сите патишта, улици беа проводни на територија на централно градско подрачје и во приградските населби, додека во селата се уште во соработка со јавно претпријатие Шумско стопанство на Македонија, што е нивна надлежност, се обидуваме да решиме одредени проблеми. Не еден, не два, туку 3 семафори се урнати, двата се урнати во невремето, третиот е урнат во сообраќајна несреќа. Најголемиот проблем е што е урнати главниот контролен ормар, каде што се наоѓа главната автоматика за контрола на сите семафори на улица Трета македонска ударна бригада. Успеавме да го отклониме тој квар со тоа што остана проблемот на раскрсницата кај Зелениот пазар и тој ќе се решава во следниот период, а дополнително исто така повикани се екипи и ќе треба да обезбедиме дополнителни финансиски средства, бидејќи ова е непредвидено за нас на една од следните седници на Советот, за да се дополнително интервенира на раскрсницата на Октомвриска револуција кај раскрсницата Туш. Како и да е, јас пак ќе повторам, временските непогоди се едно, но неодговорното, нелојалното и несовесното однесување во сообраќајот на граѓаните за жал генерира вакви штети, бидејќи се работи за електронски системи кои што се последователно врзани, чие што и одржување, но првенствено и репарација која ќе дојде до физичко оштетување, скапо е чини општината и апелирам да се почитуваат сообраќајните прописи во градот, а ние во рамки на наши можности ќе реагираме што поскоро да ги ставиме во функција овие раскрстици. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала на опожарена сува трева и нискостеблеста шума во атарот на Лепковското село Виштица, информираат надлежните од регионалниот центар за управување со кризи. Според дневниот билтен на центарот, пожарот бил изгаснат за околу 2 часа, а опожарена е површина од 8 хектари. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 18-годишен кумановец и 16-годишно лице од Република Австрија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, верска и друга дискриминаторска основа, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР, на 26 јули годинава на објектот каде што е сместено едно културно-уметничко друштво во Куманово, пријавените испишале графити со навредлива содржина. Инаку станува збор за просториите на културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово. Музичкиот караван силно светнал денот со кој се одбележуваа 35 години независност на Македонија вечерва е на градскиот плоштад во Куманово. На големиот концерт кој ќе започне во 20 часот и 30 минути пред кумановската публика ќе настапа 30 на македонски музичари. Караванот започна на 9 август во Охрид, каде настапија над 120 уметници, а потоа продолжи во Битола, Велес и Крушево. По Куманово караванот ќе продолжи во уште неколку градови.
Монодрамата Прво лице еднина учествува на меѓународен фестивал во Улцин, Црна Гора, објави Театар Куманово. Актерката Владанка Крстевски со монодрамата ќе биде дел од фестивалската програма на 21 август во 21 часот. Представата е во режија на Драгана Гунин. Монодрамата е авторски текст на Крстевски, инспирирана од книгата Добра ноќ за бунтовни девојчиња од Елена Фавили и Франческа Кавало. Представата го прикажува процесот на една актерка која се соочува со изборот дали да ги оствари своите соништа приватно и професионално или да отстапи од нив. Премиерно беше изведена во мај 2019 година, а тематиката е животната борба и улогата на жената. Тенисерите на тумба од Куманово, Алексеј Стојановски и Марин Стефановски освоија прво и второ место на отвореното првенство на Македонија во категоријата до 16 години јуниори, што од 14 до 17 август се одржува во Скопје во организација на тенискиот клуб Поинтер. Во организација на Падел Федерација на Македонија викендов во Куманово се одиграа финалните надпревари во падел. Според соопштението испратено до медиумите, спортската манифестација во Куманово е историски настан, по чии резултати ќе се формира првата официјална национална ранг листа, која ќе биде основа и за меѓународното рангирање на македонските играчи. Падел се организира на европско и светско ниво, а во меѓународните спортски кругови активно се работи на негово вклучување во програмата на Олимписките игри. Раководителот на секторот за култура и спорт Дејан Стојановски заедно со најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа ги доделија наградите и признанијата, медалите и пехарите на најуспешните надпреварувачи. Армијата на Македонија утре одбележува 34 години од формирањето. За роден ден на армијата е избран 18 август, денот кога во 1943 година на Славе планина бил формиран баталјонот Мирче Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација на нов на Македонија. Процесот за формирање на современата македонска армија пак започна во 1992 година, кога тогашниот председател Киро Глигоров со раководството на JNA го потпиша договорот за дислокација на федералната армија од територијата на Република Македонија. Македонската армија денес е составен дел од најголемиот колективен безбедносен систем, откако Република Северна Македонија во март 2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Утре и во среда е првиот рок за пријавување кандидати за студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде што вкупниот број на слободни места изнесува 8851. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надомест за студиите во износ од 200 евра во денарска противреност, студентите во квотата за кофинансирање и вонредните плаќаат школарина од 400 евра. Конечната ранг листа ќе биде објавена на 27 август, а запишувањето на примените кандидати ќе биде на 3 и 4 септември. Вториот рок за пријавување за упис на УКИМ ќе биде на 10 и 11 септември и третиот на 23 септември на факултетите на кои што ќе останат слободни места. Првиот рок за упис на кандидати во прва година до дипломски студии за академската 2026-27 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе трае на 19, 20 и 21 август. Прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 26 август, конечните решенија за прием на 31 август, а запишувањето на примените кандидати ќе се одвива на 1, 2 и 3 септември. Министерството за финансии донесе нов правилник за утврдување на репутацијата, интегритетот и потеклото на средствата за приредување игри на среќа. Новиот правилник произлегува од донесувањето на новиот закон за игрите на среќа. Со овој подзаконски акт детално се пропишува потребната документација за потврдување на репутацијата на сите правни и физички лица кои поднесуваат барање за лиценца за казино, обложувалница, автомат клуб или томбола од затворен тип. Апликантите се должни да
достава документација со која се докажува исполнувањето на условите за репутација, односно документација која е меѓу другото поврзана со изречени санкции за забрана за вршење професија, по тоа дека не е изречена казна за забрана за приредување на игри на среќа и слични околности кои се значени за нивното учество во приредувањето на игрите на среќа. Правилникот воспоставува и строга контрола врз потеклото на средствата во основната главнина. Од вечерва на полноќ поскапуваат бензините и дизелот. Според последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, Евро Супер БС 95 ќе се продава по 91,5 денари за литар, што значи поскапување за 4,5 денари. Евро Супер БС 98 ќе чини 93,5 денари за литар, Евро дизелот ќе се продава по 98 денари за литар, поскапување за 6,5 денари, екстра лесното масло ќе се продава по 98,5 денари за литар, поскапување за 6 денари.